прв декемвриски квадрат ви посакувам топло добре дојде во него. И за денес добро се подготвивме со интересни теми и содржини кои ќе ви го разубават денот, но пред се ќе ви помогнат да го разубавите и вашиот животен простор. Почнуваме сега, што ќе гледате денес и во овој квадрат ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за боите, но и ви помагаме да го направите вашиот дом модерен и естетски привлечен. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Зимата, која и календарски наскоро ни доаѓа, е позната како годишно време во кое боите и не се многу застапени. Но затоа можат да бидат застапени во вашиот дом доколку сте доволно храбри. А доколку сте, а не знаете како, се надевам дека ќе успееме да ви помогнеме ние во прилогот кој следува во продолжение. Обично се смета дека мебелот треба да биде со неутрални бои, па ретко кој се осмелува да го претвори својот стан во експеримент со бои. Доколку сепак сте од оние кои не се задоволуваат со просекот, а во вашиот стан доминира белата боја, на располагање ви се неограничени можности. Пред се, треба да знаете дека атмосферата во просторот зависи од комбинацијата на бој и светлина, а на вас е да ги изберете боите кои најмногу ви одговараат. Доколку сте во фаза на уредување на домот или планирате да го освежите постоечкиот простор, вистинскиот избор на мебел и бои игра клучна улога во создавање пријатна атмосфера. Прво, важно е да размислите како бојата влијае на вашите чувства. Личната удобност треба да биде ваш приоритет кога ја барате вистинската боја за вашата спална соба. Иако постојат некои научни корелации, постојат и лични причини за избор на боја. Личната удобност секогаш треба да го надмине трендот. Ако навистина се борите да го идентификувате стилот во вашиот дом, земете предвид кон кој бој гравитирате секојдневно. Дали сте авантурист? Земете ги при срце овие знаци додека размислувате како да ја изберете бојата на мебелот. Количината на светлина што ја добива вашата соба ќе одреди колку светли или слабо ќе изгледаат избраните парчиња. Пред да започнете да донесувате некои важни одлуки, погледнете како функционира природната светлина во вашата соба. Ако вашата соба е природно светла цел ден, имате можност да си играте со повеќе светли бои. Сонцето им дава комплименти за нивниот интензитет, а вие им ја зголемувате живоста. Алтернативно, ако вашата соба е изложена на сонце само наутро или доцна попладне, можеби ќе сакате да го прифатите тоа и да изберете потемна сенка. Кога се обидувате да сватите како да изберете модерен плочест мебел за вашиот простор за живење, можеби ќе бидете во искушение да направите вистинска одлука. Ако сметате дека гравитирате кон навистина силни светли бои за вашите столчиња или троседи, лесно е да се одлучите за некоја посветла и живописна нијанса. Комбинирајте нијанси кои го одразуваат вашиот стил и не се плашете да додадете детали кои му даваат карактер на просторот. Ако изберете црна боја, знаете дека ќе ја смири црвената. Покрај тоа, црната прави предметот да изгледа помал отколку што всушност е, поради што е погоден за мали простори. Доколку изберете студени бои за вашиот мебел, како сина, виолетова или зелена, треба да знаете дека овие бои делуваат смирувачки, па така и вашиот простор ќе биде таков. Внимавајте на нијансите на материјалите што ги купувате за вашиот интериер, бидејќи неправилно измешани бои може да доведат до будење на гнев и агресивност, и чувство на тага и рамнодушност. Со поголем мебел како што се купени столици или маси, нема да имате никакви проблеми бидејќи експертите во фабриките за мебел обично ги одредуваат вистинските бои кои се пријатни за око. Урбаните кујни се мали. Се верува дека кујнскиот простор треба да биде пријатен доколку бојата на незините ѕидови е неутрална, а на овој начин ќе овозможи експериментирање со други бои. Цвеќе, вазни и покривки за маса може да создадат на ефективна атмосфера. Добро избалансирани материјали, квалитет и соодветна боја која одговара на едно парче мебел, многу ефикасно го оживува просторот, а жолтата боја е многу погодна за комбинирање. Може да се комбинира со перничиња кои помагаат да се собере целата колоритна слика на просторот. Жолти перничиња, но и кебиња, чаршафи, цвеќиња, вазни, пепелници и други детали зрачат со топлина. Обрнете внимание кога комбинирате жолта боја во вашиот простор, бидејќи жолтата и црната се познати како највпечатливи бои за човечкото око.
Ако сакате да истакнете жолт предмет кој ви се допаѓа, тогаш поврзете го со црно. И обратно. При избор на бои за мебел, подпирајте се на вашиот личен стил. Земете пример од боите на вашата облека што ги обожавате и размислете каков ефект ќе има осветлувањето на вашиот простор. Верувајте им на вашите инстинкти. Тие имаат тенденција да гледаат правилно. Боите навистина може да направат голема промена во естетскиот дел од вашиот дом, но особено можат и да влијаат на вашето расположение и продуктивноста. Уште малку на тема бои во продолжение. Оптичките илузии почиваат на играта на бои. Големината, светлината, формата и перспективата на наблюдувачот. Тоа е она што предизвикува слика поразлична од реалната и што ни помага тоа да го свртиме во своја полза и покрај тоа што најчесто се користени како забава и вежба на мозокот. Дизајнерите ја научија оваа моќна лекција и веќе на големо ја користат при уредувањето на просторот, а искуствата докажуваат дека е корисна во решавањето на одредени недостатоци. Овде пред се ќе се сконцентрираме на боите, и тоа поконкретно на боите на ѕидовите, со цел создавање на ефект на поголемо, потопло, посветло или било која друга илузија. Една иста боја може да изгледа потполно поинаку ако се наоѓа на различна површина и позадина, а доволен е и еден дел поинаку да се нанезе, за мозокот да ни даде поинаква перцепција на целиот простор. Ние знаеме овие визуелни илузии да ги наречеме и трикови во уредувањето, а во продолжение ќе ви откриеме и дел од нив. Тесните и долги ходници, токму како и претесните соби, ќе ги прошириме визуелно со боење на еден од двата долги ѕидови со темна боја, а останатите со светла нијанса. Ова правило важи и за сите мали простории во кои сакате да внесете боја. Во становите со високи плафони, добар трик е да не ги боите до плафонот, туку границата да ја спуштите пониско. Ако просторот е висок 3 метри, обоени нека бидат 2 метри и 70 сантиметри. А кога станува збор за висина од 3,80 метри, боењето најдобро е да заврши до 3 метри и 30 сантиметри. На тој начин ќе внесете рамнотежа и оптички ќе го спуштите плафонот. Воспротивно, ако ставите боја до плафонот, просторијата ќе изгледа уште повисока. Сличен ефект ќе има овој трик и со ниските плафони, иако изгледа чудно и би рекле нелогично. Ако вашиот плафон е понизок од 2 метри и 40 сантиметри, ѕидовите обојте ги до висина од околу метро и половина или 1 метар и 70 сантиметри, односно малку над половина од вкупната висина на ѕидот. На тој начин ќе постигнете илузија на поголема висина, која може да се постигне и со вертикални линии. Спротивен ефект имаат хоризонталните линии, кои никако не би требало да бидат практика во ниските простории. Доколку живеете на поткровје, косите ѕидови никогаш не ги боите во темни или интензивни бои. На тој начин ризикувате да добиете на тежина, на видливост или премногу да доминираат во просторот. За да постигнете елегантен и смирувачки ефект, ограничете ја палетата на сродни бои со ист интензитет или употребете една боја во повеќе нијанси. Ако сепак сакате боја во просторот, нека биде тоа на вертикалните ѕидови. Различните зони во една просторија секогаш е добро да се одвојат. Така, на пример, со помош на бои добро е да направите поделба помеѓу трпезарискиот дел со остатокот од домот, или најчесто со собата за дневен престој или кујната. Во малите простории боите се посебно погодни за раздвојување на зоните со различни функции. Со различна контрастна боја, обојте го ѕидот на кој се потпира трпезариската маса или пак работната маса, или можеби подот, и ќе ја забележите разликата и ефектот на боите. Доколку комбинирате аналогни бои, создавате хармоничен колоризам. Кога пак правите комбинација на комплементарни бои со изразен контраст, создавате интензивна оптичка игра. Темните и интензивни бои можат да осветлат од сонце, затоа бидете внимателни при изборот и тој секогаш нека падне на квалитетен произведувач. Ако не сакате да го преплавите станот со бои, но не сакате ниту да се одречете од нив,
Во секоја соба создадете доминантен зид. Одредете доминантна боја и во неа обојте еден зид или пак дел од зидот. А во истата таа боја опремете го и интериерот со детали, како што се декоративните перничиња, вазни, рамки за слики и слично. Се останато нека биде во изедначена тонска скала со друга боја. По можност тоа да биде неутрална. За доминантен зид одберете раскошна боја, затоа што тој ќе привлекува погледи, па нека ги привлекува на најдобар можен начин. Доколку планирате боење над зидовите во две бои, една над друга, правило е дека онаа која ќе ја одберете за долниот дел треба да биде потемна, а горната да биде посветла. Долната нијанса може да заземе површина до висина од 1 метар. Ако сепак се одлучите за колористична варијанта, две различни бои успешно ќе ги раздвоите со тенка лента во бела боја со ширина од околу 1 сантиметар. Целиот стан визуелно ќе го поврзете доколку без разлика за колку бои сте се одлучиле, една од нив ќе употребите како детаљ во сите простории. И запомнете, боите имаат огромна моќ. Искористете ја во ваша полза. Удобен, функционален и модерен дом е она што верувам дека сите го посакуваме. За ова последното, за модерен дом и како да го направите својот токму таков, зборуваме во прилогот кој следува во продолжение. Последните неколку минути од ова денешно дружење ги посветуваме токму на оваа тема. Уживете во нашата следува. Внатрешниот дизајн постојано се развива, а денешниот модерен дом представува комбинација на функционалност, удобност и естетика. Ако планирате да преуредите или опремите нов простор, запознавањето со актуелните трендови може да ви помогне да направите вашиот интериер да изгледа свеж и современ. Еден од доминантните трендови се природните материјали – дрво, камен, лен и памук – се враќаат во интериерите, создавајќи чувство на топлина и поврзаност со природата. Покрај тоа, отворениот концепт е се попопуларен во модерните простори, комбинирајќи ја кујната, трпезаријата и дневната соба во една функционална единица. Доминантните бои се неутрални и земјени, како што се беж, сива, топло-бела, со додатоци на темно-зелена или сина за контраст. Исто така, мебелот со едноставни, но елегантни линии останува во фокусот, а посебен акцент е ставен на мултифункционалните парчиња кои заштедуваат простор. Доколку сакате интериер кој ги следи светските трендови и во исто време го задржува личниот шмек, клучот е во соработка со дизајнери кои ќе ги приточат вашите идеи во хармоничен и модерен простор. Ако го сакате урбаниот ритам и индустрискиот шарм, тогаш знаете дека урбаниот шик не е само стил, тоа е начин на живот. Тоа е тој препознатлив спој на старо и ново, грубо и елегантно, спонтано и воздржано. Интериер кој изгледа како да е копиран од њујоршка масандра, но ја зрачи вашата лична енергија, светлина и карактер. И не мора да имате тавани високи 3 метри или огромни прозорци за да го постигнете тој ефект. Само треба да знаете како да го ставите фокусот и како да ја пронајдете совршената рамнотежа. Првиот чекор во создавање на урбан шик простор е да ја засакате неговата сурова убавина. Ако имате зид од тули, видливи цевки или бетон, не ги криете. Токму овие несовршености му даваат на просторот автентичност и душа. Доколку немате такви елементи, ефектот можете да го постигнете вештачки, со метални детали, дрво, парчиња со историја и карактер. Урбаниот шик не бара совршенство, туку вистина. Тој е стил кој сака асиметрија, текстура и спонтанност. Стара маса во комбинација со модерни столчиња или метална полица со дрвени полици можат да направат чудо. Најважно е просторот да дише без непотребни детали и пренатрупаност. Ако има нешто што го прави урбаниот шик магичен, тоа е светлината. Природна светлина која слободно минува низ просторот се рефлектира на металните површини и внесува жива енергија во просторот. Но дури и ако вашиот стан нема огромни прозорци, нема проблем. Огледалата, светлите ткаенини и неутралните бои можат да го создадат истиот ефект. А осветлувањето, тоа е клучниот елемент. Една впечатлива светлина над масата, индустријски светилки со видливи светилки, сето тоа го прави просторот уникатен и полн со карактер. Светлината овде не е само функционална, туку создава атмосфера. Вистински урбан шик кој живее на тенка линија помеѓу естетиката и практичноста.
Просторите во Масандран лесно можат да станат хаотични ако немаат и јасно дефинирани зони. Затоа користете теписи, полици и ниски парчиња мебел, за визуелно да ја одделите дневната соба од работната или трпезаријата. Мултифункционалните парчиња вредат злато. Маси кои се продолжуваат, клупи со простор за складирање, модуларни полици. И што е најважно, играјте со текстурите. Урбан шик сака комбинации. Дрво, метал, кожа, лен, бетон. Се може да оди заедно, се додека боите останат во ист тоналитет. Чувајте ги зидовите неутрални и нека се покаже тула или груб малтер. Комбинирајте метал и природни материјали како дрво, памук и лен. Големите огледала создаваат длабочина и внесуваат повеќе светлина. Осветлувањето нека биде впечатливо, како уметничко дело. Создадете зони користејќи теписи и различни текстури. Изберете мебел со чисти линии, без вишок детали. Големо уметничко дело или постер ќе дадат допирна драма. Не плашете се од црната боја. Дава сила и стил. Оставете делови од просторот голи, за да не се натрупа просторот. Растенијата ја омекнуваат индустриската суровост и даваат свежина. Користете ја висината на просторот, отворени полици, висечки елементи. И за крај, ваши лични податоци. Фотографии, сувенири, спомени. Тие го прават просторот само ваш. Архитектонското студио во Будимпешта, Парадигма Ариадне, го претвори традиционалниот двособен стан во модерен и храбар заеднички амбиент, лоциран во самиот центар на главниот град на Унгарија. Реновирањето на станот значеше реновирање на просториите кои гледаа кон улицата и кон внатрешниот двор на зградата, со цел да создаде нова игрива и колоритна атмосфера во него. Со воведувањето на атрактивен елемент на зидот што минува низ станот, архитектите создадоа централен простор, кој ги поврзува двете простории, со цел да се елиминираат по одделните делови да се создаде непрекината визуелна врска помеѓу двата краја на станот. Новиот простор носи чувство на монументалност на заеднички простор за живење, додека освежувачката просторна структура го занемарува редот на просториите и зидовите и го дава целиот простор во ревитализирачки одблесок од жолта и тиргизна боја. За понатамошно зајакнување на концептот, новите зидови се претворија во диагонали во форма на елементи за складирање, полици за книги, па дури и на вратата од собата. Светло-жолта и тиркизна сенка привлекува внимание на гледачот со цел да се создаде проширен ефект на просторот, како и доволно простор за складирање. Кога сте дизајнер на интериер кој исто така дизајнира и производи, вашиот дом е совршено место за експериментирање со декорот. Мишел Диркс припаѓа токму на оваа категорија, како дизајнер на интериер на еден простор лоциран во Сиетл кој датира од 1960-тите години, на кој му било потребно многу реновирање. Дизајнерот го искористил реновирањето како можност да ги покаже своите нови дизајни, кои вклучуваат позадини, теписи и ткаенини. Колекциите се создадени во соработка со 9 уметници, и тоа Мија Кернер, Джеф Гербер, Дана Мунеј, Дженифер Готје, Джој Бейтс, Кори Левел, Ноел Фонтен, Кевин Кок и Китри Вуд, чии оригинални дела биле скенирани и користени од страна на дизајнерот, како примероци кои се повторуваат. Целиот текстил што се користи во проектот е од новата колекција, освен зеленото кадифе на каучот. Исклучително храбрите ткаенини совршено функционираат меѓу себе и се вклопуваат заедно во просторот, дополнувајќи се според бојата, обемот и текстурата. Целиот дизајн се спротивставува на визуелно привлечените примероци со неутрални тонови за да се постигне завидна богата естетика. Минималистичката кујна содржи дектон позадина и отворени полици направени од синдап. И во следниот инспиративен простор, архитектите имплементирале многу бои. Но овој пат, како што впрочем налагаат и трендовите, тие се од палетата на пастелните тонови. Сакав да создадам место каде што можете да го заборавите вашиот стресен работен ден и да имате можност да го напуштите градот во светло, нежно и до некаде абсурдно место. Со оваа реченица младиот руски архитект Дмитрий Ройтов го опишува неговиот дизајн на мал стан во Менхетен, во сенка на шеќерен розов и зелен мед, украсен со големи кактуси.
Бев инспириран од мексиканската тема, природните бои на пејзажот, како и енергичноста на неговата традиционална архитектура, додава Дмитрий. Мебелот и ѕидовите се розеви, а и полиуретанските цевки се особено обоени. За да се спротистават на вертикалните линии, издолжената странична плоча е покриена со теракоплочки. Зелената боја од прозрачна сенка на големиот тепих до зелената боја на металот прави контраст и ги балансира со розовата боја на ѕидовите. Кактусите со своите уникатни неповторливи форми се појавуваат буквално во секој агол. Дмитрий бил ангажиран од млад пар кој работи во интернет бизнисот. Тие ја нагласиле нивната неконвенционална естетика и на тој начин му дале слобода да го обнови нивниот стан од 55 метри квадратни на највисокиот кат на зградата од 20-тите години од минатиот век. Станот е на двете страни обкружен со високи заоблени прозорци, редок пример за зградите во Њу Јорк, која Димитрий ја избра за главна геометриска тема на домот. Заоблени линии, заоблени форми се присутни во секој детал од декорацијата, почнувајќи од апсолутниот клучен играч, исклучително меки зелени софи во облик на елегантни колачиња и розовиот плакар. Мебелот ги има истите меки и скривени силуети. Софата е подпишана од Саша Лакиќ за La Roche-Bobois. Клупите во бакар и бетон се дело на Дмитрий Ројтов, а ламбите се дело на студиото Михаил Анастасијадес. Дневната соба, трпезаријата и кујната се сместени во една единствена просторија. Во близина на кујната неколку цевки од полиуретан, тука обоени зелени, создаваат впечаток сличен на растенијата со силно визуелно влијание. Распространувајќи се од подот до таванот, се чини дека се движат кон врвот, зголемувајќи ја вертикалноста на станот. За разлика од мекиот полн мебел, со кој е опремена дневната соба, трпезаријата спроти прозорецот има едноставна филигранска маса и столици во зелена боја. Помеѓу кујната и дневната соба во трпезаријата, акцентот е на генерички дизајн столче, дизајнирано од Филип Старк за картел, и маса со мермерни врвови и база во стакло, дизајнирано страна на Роид. Кујната е донекаде метафизичка. Една ѕидна единица која вклучува работна маса и кабинети, личи на гардероба со заоблена силуета. Пинк мијалникот се претопува со теракоплочките. Спектакуларниот облик на бакар од брановиден метал репродуцира, во мала мера, целиот ефект во цевката и подеднакво служи како позадина. Украсената кујна е планирана со големо внимание на деталите и се базира на рафиниран контраст на разни заоблени силуети и материјали. Кружниот отвор, затворен со сини портокалов лист, визуелно го поврзува влезот со кујната. Спалната соба е декорирана да изгледа како изгреј сонце. На ѕидовите светлата розова од дневната соба се заменува со помеки нијанси, кои се претвораат зелениот подот во сина, тиркизна и нежни позадини кои се рачно изработени. Изгледа како да спиеш надвор, во мексикански двор, обкружен со кактуси, благодарение на изградбата на дополнителен зид и скали, кои се однесуваат на древниот, традиционален мексикански малтер. Започнете со реализација на се она што научивте денес уште веднаш. И се надевам дека ќе го претворите вашиот дом во уште попријатно место за престојување. Ви благодарам што бевте денес со нас. Се гледаме повторно наредната недела. Пријатно за сега.